Пред полицискиот час гужви низ градот имаше, но најголемиот проблем не држењето физичка дистанца меѓу луѓето кои чекаа ред пред банките, поштите и институциите веќе се надмина. Од денеска започна да асистира армијата во одржувањето на редот пред овие објекти, каде растојанието изминативе неколку недели беше едва 10 сантиметри. Барањето за асистенција на армијата беше испратено пред неколку дени од кризниот штаб Тетово. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи вели дека превенцијата има резултат само кога институциите делуваат, а и свеста на населението е поголема, што во случајот според неја ја нема барем кај граѓаните на Тетово. Овој тип на криза сметам дека луѓето имаат една тенденција да го сватаат несериозно. Затоа што не е тип на криза која е видлива и не е тип на ризик кој го гледаме. Така да има една тенденција да се минимизира, понекогаш да се каже, да се јуначиме, како што знаат балканците да прават. И од Центарот за јавно здравје Тетово сметаат дека граѓаните недоволно ги почитуваат здравствените препораки, особено во период кога во градот брзо се шири коронавирусот. Апел до целокупното население на градот Тетово да ги почитува мерките пропишани од влада и од Министерство за здравство. Со цел по успешно справување со ширење на коронавирусот од кризниот штаб Тетово, по одржувањето на последниот состанок, побара од владата да се обезбеди модел за финансиска помош на вработените во ЈКП Тетово, но и територијалната противпожарна единица, имајќи предвид дека во овој период овие претпријатија работаат со зголемен интензитет на терен, а институционалните приходи за покривање на платите се значително намалени.